Пониква е најперспективниот планински туристички центар во Македонија, во кој државата, општините и приватниот сектор најавуваат големи инвестиции. Во тој стил градоначалниците на Кочани, Радко Димитровски на Пробиштип Тони Тоневски го промовираа развојот на ски центарот на Осоговските планини, кој со првиот снег ги привлече првите излетници и туристи од повеќе градови во државата. Интересот за овој дел за овој зимски рекреативен, зимски туристички центар нагло се зголеми после овие активности кои што ги преземавме и ние како општини и владата на Република Македонија. Како конкретен доказ за тоа се она што е преземено со продажбата на градежните плацови. На нашата територија можам да кажам дека на територијата на општина Кочани, во делот на приватните, индивидуалните плацеви, веќе имаме продадено преку 45 плацеви и 15 се во процедура кои што треба да бидат до крајот на годината. За кои што треба да се одвие електронската аукција до крајот на годината. Интересно е тоа дека на овие плацеви интересенти се повеќе од други делови од Република Македонија. Имаме заинтересирани купувачи, односно веќе реализирани плацеви на наши купувачи од Скопје, од Куманово, од Штип, така да овој интерес, со ова се покажува интересот за целата држава и пошироко. Имаме најава дури и за еден наш колега градоначалник од полскиот град Машчонов, кој што е заинтересиран и кој што веројатно ќе купи на пролет исто така еден градежен плац. Па за разлика од Попова шапка, ние овде сме, иако имавме развиено во 80-те години, сега повторно го развиваме и тоа е еден подруг туризам, тоа е еден викенд туризам и туризам кој што е за нашите сограѓани со поплиток джеп. Зголемениот интерес на Пониква, градоначалникот Димитровски го гледа и во... Започнуваме една интензивна градба за ски патеки за сноуборд и подкрепени со топови за вештачки снег, кое што е подкрепено со едно вештачко езеро од 14.000 метри кубни, со осветлување на двете патеки, патеката број 1 и патеката број 3, така да се нуди комплетно задоволство и на скијачите кои што досега го немаше на Пониква. Општина Пробиштип, на која припаѓа половината од атрактивниот локалитет, силно е заинтересирана да инвестира во нови содржини, меѓу другото и во изградбата на пат од Злетово до Пониква, преку користењето на поволни кредити. Ние како општини со наша инвестиција инвестираме во изградба на водоснабдителен систем за викенд населбата, која што на наше огромно задоволство во овој период се повеќе заинтересирани граѓани од цела држава, претежно од Скопје, се заинтересирани за купување на локации за изградба на викенд кукички. Исто така на територија на општина Пробиштип имаме и неколку локации за комерцијални објекти, 6 од нив се веќе продадени, тоа се за помали одмаралишта, во припремна фаза, односно во подготовка за објава на јавна лицитација се и неколку локации за изградба на хотели. Се надевам дека интересот, како што почна на почетокот, ќе добива уште повеќе на интензитет, односно ќе се пријавуваат уште повеќе инвеститори на овој дел од Пониква и се надевам дека и владата ќе продолжи со тоа што го започна како почеток на инвестициите, бидејќи еден ваков проект не може да се, ние како општини не сме моќни сами да го дозавршиме комплетно инфраструктурно. Ние преку Источниот плански регион направивме една студија која што е доста обемна, доста убаво се опфатени сите моменти од развој на зимскиот туризам, односно таа студија покажува дека Пониква е еден од најперспективните зимски туристички центри во иднина, со сите инвестиции кои што треба да се направат. Во првата фаза се околу 3,5 милиони евра, комплетно завршување на целиот овој проект спрема студијата е малку повеќе од 20 милиони евра. Со цел квалитетно функционирање на новите викенд населби во кои викендичките никнуваат како печорки по дожд, двајцата градоначалници најавија формирање на заедничко јавно комунално предпријатие.